Кој нема да полуди, тој не е нормален. Вака микробиологот Никола Пановски ја коментира последната антикорона мерка на владата за носење маска на отворен простор која стапи на сила вчера. Вели апсурдно е маска да носи некој кој заминал да дише чист воздух на планина. Или пак земјоделец на трактор што си ја ора нивата иако во негова близина со километри нема друг човек. Алармираот и мерката ќе биде контрапродуктивна, односно наместо луѓето да излезат на чист воздух, тие ќе се собираат во затворени простории онаму каде опасноста за ширење на заразата е огромна. Контрадикторно е, вели, маска да се носи ако се шета сам по улица, но не и ако четворица седат на иста маса во затворена кафеана. Ги тера луѓето додат у кафана, ги тера луѓето да не носат маска на затворено, ги тера на оние што немаат пари у кафана да се собираат во разни подруми, гаражи, клубови, место надвор, за да си продолжат да се дружат. Кај мене у зграда има мои години луѓе, пензионери, порано оде во обложувалница, си седат тука на клупите, си имаат направено. А полициската станица е на 20 метра. Се они нема да престанат да се здружат, они ќе се скријат. Така, уште полоша, така. Полоша, бидејќи ваму никој не се разболи на отворено. Еве, јас се возам велосипед. Кој ќе биде тој што ќе каже дали спортувам или го возам заради потреби? Некојаш е комбинирана работа. И други доктори од фелата контра мерката за носење маски на отворено. Епидемиологот од Центарот за јавно здравје Арсениевски преку ироничен статус на социјалните мрежи порача оти оваа мерка на надлежните е без ефект. Маска на отворено помага исто како на очари за сонце во Рудник. Од Комисијата за заразни болести одлуката сите граѓани да носат маски на отворен простор ја темалат на истражувања оти аерозагадувањето и маглата во зима дополнително влијаеле на ширењето на коронавирусот преку воздухот. Дури и премиерот Зоран Заев изјави дека коронавирусот се кревал од земја во вид на прашина со движењето на минувачите. Но ова тврдење беше веднаш демантирано од страна на епидемиолози, кои посочија оти дури и да се крева преку прашина, количината на вирус не е доволна за на тој начин да предизвика болест во организмот. Инаку само на првиот ден откако стапи на сила мерката за задолжително носење маски на отворено, Министерството за внатрешни работи казнило дури 928 граѓани кои го прекршиле овој протокол.